Добар ден сите почитувани представници на медиумите. Случајностите поврзани со министерот за транспорт и врски Милијана Киевски се множат. Белатранс компанија е фирмата која што неколку години поред по програмата на Совет на општина Прилеп за функционирање на зимската служба ги добива тендерите за одржување на улиците во градот во зимски услови. Директор на оваа фирма е Бобан Синадиновски, близок роднина на министерот на Киевски. На веб страната на електронскиот систем за јавни набавки не можеме да најдеме објавен тендер за зимско одржување на улиците во Прилеп за 2014 и 2015 година. Но возила на оваа фирма може да се видат низ градот како чиста снег. Граѓаните на Прилеп имаат право да знаат, бидејќи се работи за трошење на нивни пари од општинскиот буџет. Дали и со која фирма општина Прилеп има случајен договор за чистење на снегот и мразот од улиците и колку ќе чини тоа? Дали е спроведен законски тендер или возилата на Белатранс компанија случајно и на своја рака невешто се обидуваат да чиста снег од улиците? Ако е спроведен тендер, каде е објавен тендерот согласно закон? Дали роднинските врски помеѓу министерот на Киевски и фамилијата Синадиновски биле спреката за добивање на тендерот од страна на општината во Прилеп? Почитувани сограѓани, после сите објаснувања, случајно улиците во Прилеп се оставени раскопани, случајно фирмата што власта избра да ја гради канализацијската мрежа е со седиште во куќата на министерот на Киевски. Случајно улиците и тротоарите се неочистени со снег и мраз, поради што 2 недели општината беше блокирана. И на Киевски локалната власт на ВМРО ДПМН имаат обврска да ми ги објаснат случајностите на граѓаните на општина Прилеп и на Република Македонија. Ви благодарам.